Да, споменавме од самиот старт на емисијата, утрово ќе се на некој начин разбудиме или можеби стварно вистински ќе ја пробудиме една наша добро позната актерка Изабела, ја имаме на линија, ја гледате со видео. Изабела, посакуваме добро и убаво утро. Како си ни утринава? Добро утро. Добро утро. Супер сум, вие како сте? Дали се напи веќе кафе? Ние веќе го правиме нашето утринско кафе, да го испиеме заедно тука со колегите, со гледачите. Јас го испив моето утринско кафе, сега можам да ве поздравам со една вода. Со што? Со вода. Може ли малку погласо да ни пуштат во режија? Од режија? Јас не сум пиена кафе, веројатно се гледа. Да, слушнаме подобро Изабела. Изабела, ќе те прашаме како си, со оглед на тоа што ние минатата недела договаравме гостување со тебе во студиото, но имаме секогаш нешто непредвидливо, особено во времето или сезоната во која што се наоѓаме, па беше малку настината и имавме можност пак да најавиме представата која ќе биде на 15-ти во среда. Представата која што ја најавивме со актерката Мина и во чии подготовки сте и финализирате веројатно. А денес имаме нов повод, па си рековме кога веќе си подобра, можеме и вака да се слушнеме и да се поврземе и да им го најавиме тоа и на нашите гледачи. Па што да кажеме прво, да подсетиме за представата на 15-ти, која што е за повозрасните, или пак за добрите лошковци, ќе оставам на тебе, и двете работи се важни. Вака, ние имаме две изведби на представи за возрастни на 15 и 16. 15 е премиера на Молкот на Марија Магдалена, на 16 Те чекам. Двете представи се распродадени, што е позитивно во нашата сфера и за она што се бавиме. А она што е ново и сакаме да го најавиме, дека на 26 во недела ќе биде премиерата на представата за деца Добрите лошковци. Во јавна соба од 11 часот и билетите се веќе пуштени во продажба, може да се купат на zlatenzap.mk. Да, уште една во низата добри представи кои што ги правите и се наменети, се разбира, за најмладите, така некако и најмногу ве поврзуваат, Изабела. Па прашањето ми е следно: колку со оглед на темата која што во оваа представа ќе ја обработувате, веќе стои испишано дека станува збор за една детска едукативна комедија која што зборува за пријателството, за емпатијата и за изборот да бидеш добар, и верувам дека тоа до некаде можеби и меч со две острици во ова денешно време со овие денешни генерации и денешни деца, нели, со секакво влијание од секакви сфери, веројатно и можеби потешко и за родителите да ги изнесат, нели, толку на вистинскиот пат, а секој родител тоа го посакува. Колку за вас е посебен предизвик да тоа на еден интересен начин преку игра успеете да го вградите кај децата уште од рана возраст? Во нашето искуство во работа со детски представи, уште кога започнавме со истите, константно добиваме пораки од задоволни родители кои ни кажуваат дека нешто се има променато на подобро во детето кој ја гледало представата. Например, такви пораки последно добивме за чувари на улицата која обработува тема со обраќај на култура. Па затоа се одлучивме да работиме една представа која ќе се бави конкретно со темата врсничко насилство. Тоа е и представата Добрите лошковци. Нас ни е многу забавно да ги работиме овие представи, предизвикувачки, бидејќи различно од класичниот театар, но мислам дека веќе сме доволно уходани да го гледаме повеќе како забава за нас актерите и секако знаеме дека има многу позитивен фидбек од страна на децата, затоа што секако има поинтересно да учат на овие теми преку забава, игра и театар, отколку да ги седнеме во клупа и теоретски само да им ги покажуваме работите. Да, и тоа е апсолутно точно. Ние неодамна имавме една тема која говореше токму за емпатијата, со оглед на тоа што западните земји во својот образовен концепт на некој начин го има вклучено и предметот емпатија, поточно некако предмет туку како начин на децата да им се образложи што всушност значи тоа и како тие да го практикуваат во своето однесување. Па зборувавме нели за неопходноста на сето ова и во нашето општество и во образовниот систем или за дечињата.
театарските представи се еден таков начин и одлично е што имате представи кои ја пренесуваат таа порака. И од тука би ме интересирало, ако ете можеш да ни доловиш при работата со деца, при ваквите представи, бидејќи и вашите представи се интерактивни, па можете на некој начин да поставувате прашања, дечињата да одговараат на прашањата, пред и по представата, веројатно повторно љубопитни и со прашања. Личниот впечаток на тебе и на твоите колеги, колку всушност тие навистина ги разбираат пораките кои што ги пренесуваат самите представи и колку тоа има влијание во нивната меѓусебна дружба, во самото детство кое што треба да биде такво како што е радосно, весело и се разбира со безгрижно, чисто пријателство, да. Верувајте ми дека децата многу повеќе гледаат од возрастните, посебно во представи. Ние многу често се бавевме порано дали децата ќе ја разберат представата, дали точно ќе ја пренесеме темата. И ако работите со искрено и отворено срце, верувајте ми дека децата многу подобро ги разбираат дури од самите возрастни. Например, имавме ситуација каде што дете после гледање на чувари на улицата, цело време на своите родители им викало возете го автомобилот со двете раце затоа што така вика семафорко. Тоа не е ни прикажано во представата како конкретно дека треба да се вози со две раце, како суптилен момент се провлекува, ама тоа дете на 3 години успело да ги извлече суптилните едукативни моменти од представата. Тоа значи дека се многу поотворени, многу повеќе внимаваат и многу подобро забележуваат и побрзо учат од било кој друг возрастен. Само е работата што треба да им се даде услови за истото. Треба да им биде забавно, бидејќи сепак се работи за деца и треба да им дадеме шанса и малку повеќе да веруваме во нив. А инаку работите ги разбираат многу повеќе од што ние мислиме. Во некои случаи мислам дека и ги потценуваме самите дечиња. Со тоа, нели, што често им даваме да гледаат, па таков впечаток имам јас и затоа се одлучивме дека оваа година ќе правиме поедукативни представи, затоа што сме веќе убедени дека децата над 4 години можат да разберат и покомплексни теми што ние мислиме дека се покомплексни за нив, а всушност не се. Да, убаво спомена, не треба да ги потценуваме затоа што знаат и умеат да разберат многу повеќе од колку што ние сметаме и мислиме. Да, Изабела спомена премиерата на 26-ти, но верувам дека ќе има и други изведби со оглед на тоа што нема да има простор за сите дечиња тој ден, а интересот ќе биде голем, па ива да им дадеме до знање на родителите за вашите можеби следни изведби, иако веруваме дека некаде кон крајот на годината ќе спремат и нешто ново во духот на празниците, но веројатно за тоа ќе се дружиме пак и во студио. Представата има премиера на 26-ти во јавна соба, на 31 октомври гостува во Македонска каменица и на 9 ноември повторно ќе има изведба во јавна соба од 11 часот. Тоа досега се 3 закажани изведби, а верувам дека и во текот на целиот месец ноември ќе се појават уште изведби кои ќе ги за кои ќе известиме на нашите социјални медиуми, бидејќи однапред се уште не ги знаеме ни ние. Така да можат гледачите да не заследат на Театар за тебе на Facebook и Instagram, каде што ќе можат да бидат во текст од нашиот репертоар и каде гостуваме. Да, секогаш добре дојдено за најмладите, за оние кои што треба и во текот на викендите да поминуваат навистина одлично и забавно време, а истовремено едукативно и она кое што е суштината и која, како велиме, пораката која што треба да се пренесе. Кон крајот, Изабела, уште нешто важно, сметам дека е добро да споменеме, бидејќи работиш истовремено и на класични представи или како велиме представи за возрастни кои што обработуваат нормално друга тематика, но и на детски представи кои што бараат апсолутно поразличен пристап. Кога зборуваме за одбирањето на темите или начинот на кој што ќе се одигра таа представа, која ќе биде содржината, која ќе биде темата, што е вашата водилка, што е она кое што ве води? Од каде потекнуваат идеите и како, ете да речеме, доаѓате до сознание што би требало сега да се представи или прикаже и да им се пренесе на децата? Ова прашање неколку пати ми го имаат повеќе луѓе поставено, како доаѓаме до темите, затоа што обработуваме различни... Дали ме гледате? Извинете? Малце ти изгубивме, сега те гледаме. Повели, продолжи. Добро, извинете. Веројатно некој ти зашзвони. Јас вас не ве гледам, ама добро. Не, страшно, Повели, зборувај си. Да, ние те гледаме. Вака, темите ги обработуваме, односно ги избираме. Немаме, ние конкретно не сме организација која се бави само со една едукативна тема.
например, не знам, како што има невладини за човекови права и т.н. Ние сме театар во едукација. Јас лично се трудам да обработувам општествени теми за кои сите се запознаени дека постојат, како например трговија со луѓе, сите знаеме дека постои. Сите знаеме дека е активна и кај нас и на секаде низ светот, но многу ретко уметници се одлучуваат да се бават конкретно со таа тема. Па така избирам големи теми за кои сите сме известени дека постојат и тука завршува нашата активност во истите. Јас одлучувам малце повеќе да ги отворам, малку повеќе да прочапкам внатре подлабоко, затоа што мислам дека колку и да ни се нас познати, сепак на некој ниво се уште се табу теми. Да. И тоа е една добра, да речеме, насока или начин на кој што се одбираат темите, а очигледно за тоа дека е успешно покажува и посетеноста на представите и верувам дека тоа ќе биде пример исто и со добрите лошковци, представот која што можат на вистина дечињата многу да научат, истовремено да се забавуваат и да поминат квалитетно време, па ќе ги поканиме оние родители кои што не следат да запаметат, да си запишат и се разбира да си набават билети. Не оваа недела или не овој викенд, туку следниот за да бидат дел од... Така, овој викенд сега имаме работилница за изработка на Халоуин маски. И децата што ќе дојдат на таа работилница ќе добијат 50% попуст за изведбата на добрите лошковци, тоа исто можам да го кажам. А неделата после тоа ќе биде премиерата на добрите лошковци. Супер, сите детали ги имаат и на вашите социјални мрежи, па ќе бидат во тек. Изабела, ти благодариме што утрово заеднички го стартувавме денот и споделивме корисни информации за гледачите. Се гледаме во недела на театар, односно на театарската сцена, каде што вие сте најдобри, а се разбира децата и родителите ќе уживаат во изведбата. Така е. Ви благодарам на поканата, имајте убав ден и вие. Убав ден, Изабела.